Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. Шокантни сведочења на обвинетите, како се убиени Вања и Панче, кој бил таргет на сторителите. Ниту судот, ниту обвинителството немаат ништо против синот на пратеникот Јаховски да се брани од слобода. ДКСК отвори предмет за спорните тендери во Министерството за дигитална трансформација. Министерот повторно тврди дека наводите на СДСМ биле лажни. Почна долго најавуваната изградба на граничниот премин Маркова нога. Руски ракетен напад врз Киев пред Москва да одлучи дали ќе прифати 30 дена примирие, откако Украина се согласи на сите услови од Вашингтон. Позициите на СДСМ за потезите на власта во судскиот систем, како до вистинска борба против корупцијата, локалната власт и предизвиците од избори, за македонската меѓународна политика, економијата и цените. Во тема на денот Фани Карамфилова Пановска, заменик претседателка на СДСМ. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Продолжение на судскиот процес за убиствата на Вања и на Панче. Денеска исказ даваше обвинетиот Велимир Манев. Шокантно и во детали објаснуваше како се извршени двете убиства. Зоран Јаневски ги сумира деталите. Ги лажал дека ќе грабнат жена, ама во раце им паднала Вања. Обвинетиот за двете грозоморни убиства Велибор Манев го откри планот на Палчо. Грабнување на пензионер кој живее сам, а неговиот автомобил да се употреби за грабнување жена од 40 години за која подоцна ќе бара откуп. На списокот прво се нашла ќерка на пензиониран бизнисмен од Скопје, а потоа ќерка на друг бизнисмен кој живее во зградата на Вања. По реализирање на откупот, Палевски на останатите тројца обвинети им ветил дека ќе добијат по 150.000 евра. Според сведоштвото на Манев, Вања била грабната дури во третиот обид. Еднаш за доцниле, па на влезот имало други лица, за веќе на 27 ноември да им успее планот. Но тврдеше дека не знаеле отиграбнуваат 14 годишно девојче. Велешанецот сведочеше дека подолг период Палчо им покажувал слика од жената која треба да ја грабнат. Рече дека им личела на повозрасна, а посочи и дека Палчо можеби ја менувал фотографијата. Ги однел и во зградата да се запознаат со просторот. На денот на грабнувањето, Велибор се сокрил под скалите, а Боре чекал на влезната врата. Преку радиостаници Палевски им кажал дека женското лице ќе излезе во 7:20, па постојано ги информирал и за времето. Во влезот било темно, па штом Вања излегла од лифтот им заличила на жената која претходно ја гледале од сликите кои им ги покажувал Палчо и ја совладале. Јас бев под скалите, а Боре чекаше со селотейп трака ставена на раката и кога се симнуваше особата, Боре ја грабна и ја залепи устата и ја повлековме под скалите. Според сликите што ни ги покажуваше, особата беше идентична. Во темната просторија колку што можевме да приметиме беше таа. Ја врзавме и ја ставивме во вреќе за спиење. Во грабнувањето на девојчето биле вклучени Манев, Видевски и Кешишев. Палчо со другото возило ги чекал надвор од Скопје. Се упатиле кон местноста Дупки. Напред се движело Реното управувано од Палчо, а зад него со Цитроенот на Панче и останатите обвинети. Манев рече дека движењата на автомобилите се идентични со снимките од системот Безбеден град кои претходно беа презентирани во судница. Дека грабнатата е девојче, а не возрасна жена, сватил откако го отвориле багажникот на Цитроенот. Палевски ја праша за незиното име, имињата на родителите и откако дозна, рече да ја извадиме надвор од колата за да слика и да прати слики на фамилијата. Откако ја извадивме, ја отворивме вреќата за спиење и селотејпот го извадивме. Видов дека е дете, а не жена. Веднаш му рековме со Владко дека е грешка и треба да ја пуштиме. Палевски ми рече да прекинам и дека е се чисто, но дека првичната сума што ја понудил нема да може да се земе. Палевски приде кон детето и со перниче во рака го испуга куршумот. Според Манев, планот бил осмислен една година пред убиствата. За таа намена тој заедно со обвинетиот Владко Кешишев ја ископале дупката во близина на Велес, а тогаш во реализација на идејата на Палчо се вклучил и обвинетиот Боре Видевски. Според зборовите на Манев не требало да бидат убиени ниту Панче, ниту Вања. Палчо им рекол дека Панче ќе го врзат со синџир и бетонски тек и ќе го спуштат во дупката, а со неговиот автомобил ќе грабнат жена. Но кога почнала реализацијата на планот, наместо да биде врзан, Палчо го застрелал пензионерот од Велес. Им рекол дека е така почисто и нема што да се грижи.
Манев тогаш не сакал повеќе да продолжи, ама Палевски му рекол да не си го расипуваат пријателството и дека има убава фамилија. За таткото на Вања, кој е обвинет за помагање во грабнувањето на неговата ќерка, Манев рече дека не го познава. Првпат го видел на слика која му ја покажале полициските инспектори. На денешното судење се читаше и исказот на Манев даден претходно во обвинителството. Тогаш изјавил дека од обвинетиот Кешишев слушнал дека вечерта пред грабнувањето на Вања разговарал со незиниот татко, но и додал дека во својата телефонска комуникација Палевски никогаш не го изговарал името на соговорникот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Синот на пратеникот Јаховски ќе се брани од куќен притвор за случајот со набавката на деривати. Премиерот вели дека не сака да ги коментира судските одлуки, но дека е шокиран од однесувањето на шефот на обвинителството. Александар Спасовски. Имал малолетни деца, нарушено здравје и изградени силни врски со државата. Тоа се причините поради кои ниту судот, ниту обвинителството немале ништо против синот на пратеникот на Дују осомничен за перење пари во аферата Мазут истрагата да ја следи од дома. Од обвинителството велат дека барале притвор, но биле одбиени. Судијата на претходна постапка, не прифаќајќи го предлогот на обвинителството, одлучил на осомничениот да му изрече мерка куќен притвор, а воедно оценил дека се исполнети условите да му биде изречена и мерка на предпазливост од земање на патна исправа и забрана за издавање на нова патна исправа. Се вели во соопштението на обвинителството, од каде до овој момент се уште нема информации дека поднеле жалба. Од судот во соопштение вчера објавија дека јавниот обвинител се согласил осомничен за милионски криминал истрагата да ја следи од дома. Во однос на осомничениот Асмир Јаховски, по произнесување на осомничениот пред судија на претходна постапка, јавниот обвинител се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што беше прифатено од судијата на претходна постапка, објави вчера кривичниот суд. Премиерот вели дека не сака да коментира судски одлуки, но рече дека е шокиран од однесувањето на шефот на обвинителството. За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред 2 дена. Навистина, сум шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. На нив не им е местото таму. Ако сака да бидат дворско-партиски забавувачи, тогаш нивното место не е во обвинителството, е во оние големи хациенди кои што се изградени во Западна Македонија. Но доколку сакаат на вистина да имплементираат правдина, тогаш треба да го сменат своето однесување. Но тоа што го слушнав, како тој човек се однесувал, мислам дека многу скоро денеска ќе се кае, но тогаш се плашам дека ќе му биде доцна. Обвинителството вчера отвори истрага против 13 лица и една фирма кои ги товари за серија кривични дела како злоупотреби и перење пари при набавка на мазут со сомнителен квалитет за државните електрани. Првоосомничен е Радко Капушевски, кој од вчера е во истражниот затвор Шутка заедно со неговиот партнер Сулковски и екс-директорот на ЕСМ Адријан Муча. Останатите 8 лица се во куќен притвор. Екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски се уште е во бегство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Власта смета дека членовите на судскиот совет, на кои вчера им беше изгласана недоверба, веќе немаат легитимитет да учествуваат во работата на ова тело. За опозицијата пак интерпелациите се рушење на функционалноста на судските институции. Судскиот совет да свика итна седница, членовите на кои им беше изгласана недоверба не треба да учествуваат веќе во неговата работа и треба да поднесат оставки. Ова е барањето на власта откако вчера парламентот изгласа интерпелации на Дамева, Црвенковска, Адеми, Чочарова, Илиевски и Мустафа, 5 члена на судскиот совет што ги избира собранието. И вчерашната интерпелација која што им беше изгласана на овие 5 члена на судскиот совет избрани од собранието е многу сериозна работа и мора да биде сватена сериозно. Изгласаната интерпелација значи дека тие немаат легитимитет да земат учество, а уште помалку да одлучуваат во рамки на Советот. Судскиот совет мора да ја разгледа оваа интерпелација, да закаже итна вонредна седница по однос на истата,
од нив очекувам да си поднесат неотповикливи оставки. Од ВМРО ДПМН велат дека вчерашните интерпелации се само почеток на расчистување на состојбите во судството. Целиот правосуден систем е метастазиран со пипците на СДСМ и ДУИ. Иџет Мемети е членот на Советот на јавни обвинители кој заедно со десната рака на Заев, Наќе Ѓеоргиев, зема подкуп за да влијае врз суди и обвинители со цел намалување на казата на Боро Малборо. Зетот за ќерка на истиот тој Иџет Мемети, додека на позиција член на Совет на јавни обвинители, станува јавен обвинител во Гостивар и станува збор за Илир Јакупи. Ќерката Иџет Мемети, Леонора Јакупи, сега станува судија во судот во Гостивар. За опозицијата пак сосема спротивно. Интерпелациите се рушење на функционалноста на судските институции, а не реформа. Интерпелациите се грубо кршење на уставниот принцип за владењето на правото и поделбата на власта. Ова е намера, односно злонамера на власта, целосно да ја партизира судската власт. Очигледно е дека немаат никаква намера за вистинска реформа во правосудството базирано на реформската агенда, која значи европски закони и европски фондови за секоја имплементирана реформа, ни напиша лидерот на СДСМ Филипче. За опозицијскиот албански блок, интерпелациите не значеле ништо. Не верувам дека ќе се поднесат. Значи нема никаква смисла гласањето на интерпелациите. Они сами кажаа дека нема смисла. Они кажаа дека интерпелацијата не е правно обврзувачка, ама еве, ќе го искористиме денот, собраниската говорница и да се изнакажеме се и се што да се збориме. По таа логика ние кажавме дека можно е ние како пратениска група да свикуваме интерпелација и за членовите на Уставниот суд. За премиерот Мицкоски ова биле празни закани на ДУИ за да се заштитат од прогон. Кога малку се во опозиција, веднаш има одговорност, излегуваат на површина сите оние активности за кои што постои основано сомневање, а кои што се поврзани со криминал и криминалци, да ги дозна и македонската јавност. И затоа се тие уплашени на нив. Најмалку им е дојдено и до јазикот и до било што друго и до уставни суди. Тие се исплашени за својот криминално стекнат капитал и за основаните сомневања. Изгласаните интерпелации, заедно со заклучоците за изгубениот легитимитет за работа на 5 члена, вчера беа испратени и до самиот судски совет. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Државната комисија за спречување корупција отвори предмет за спорните тендери во Министерството за дигитална трансформација. Министерот се уште тврди дека изјавите на опозицијата се лажни. Антикорупцијска ќе проверува дали постои судирни интереси во постапката за доделување на тендери во Министерството за дигитална трансформација, откако СДСМ објави дека фирма која ги добила е во собственост на сопругот на државната секретарка. Во текот на вчерашниот ден по објавите во медиумите, Антикорупцијска комисија оформи предмет по собствена иницијатива и ќе постапува да се утврди дали има судирни интереси, велат оттаму. Министрот за дигитална трансформација тврди дека наводите на СДСМ се лажни. Најави дека ќе достави докази за постапката кога тоа ќе биде побарано од Министерството. За изјавите од СДСМ Андоновски најавува пријави за клевета и навреда. СДСМ веќе трет ден се обидува да ја манипулира македонската јавност. Убедени сме во законитоста на постапките и стоиме на располагање на сите надлежни за целосно расчистување на случајот со информации и документи за ова или други процедури за јавни набавки. Во понатамошниот период нема да го коментираме овој случај за да се остави простор и објективност на институциите да постапуваат, вели Андоновски. За СДСМ ова е јасен случај на корупција, доказ дека не е само семеен, туку и партиски интерес добивањето на тендерите. Сопругот на државната секретарка, Мартин Клинчаров, кој ги добивал тендерите во Министерството на Андоновски, е жесток поддржувач на Мицкоски и ДПМН. Ова почитување потврда дека станува збор не само за семејна, туку и за партиска поврзаност, директен линк и со ДПМН. Барат обвинителството веднаш да постапува. Ивана Соколик најдова, Сител телевизија. Дали осомничените дека увезувале канцероген мазот ќе одговараат и за екоцид? Истражните органи прибираат докази за многу потешки кривични дела, за кои е предвиден доживотен затвор. Во вестите во 21. Во тема на денот вечерва мој гостин Фани Карафилова-Пановска, заменик претседател на СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Дека најактуелни се оние превирање во судскиот систем, власта вели дека работи на реформа на судскиот систем и на чистење на инсталациите на СДСМ и на ДУИ. Видете, тоа што денеска се случуваше во собранието со
изгласаната интерпелација за 5 судии за Социјалдемократскиот сојуз и за целата демократска јавност представува упад во правната држава и комплетно кршење на уставот. Судскиот совет како тело е уставна категорија. Членовите на судскиот совет единствено одговараат пред самиот судски совет. Ваквата постапка на извршната власт и на владеачкото мнозинство во собранието не представува ништо друго освен кршење на уставните начала на владење на правото и на поделба на власт. Дополнително, постапката да 5 судии, членови, практично не се тие судии на судскиот совет бидат поднесени, за кои што беше поднесена и изгласана интерпелација денеска, представува дискриминација во однос на другите 8 членови на судскиот совет. А ако вели владата дека прави реформи, јас би ги прашала зошто, например, денеска на интерпелацијата во парламентот не се најде министерот за правда, кој ги има истите права и одговорности во рамки на судскиот совет, а за чие членување во судскиот совет токму оценската мисија на Европската унија е онаа која што прва забележува дека министерот за правда не треба да биде дел од судскиот совет. Така што владеачкото мнозинство и ДПМН и Мицковски не прават никаква реформа во правосудниот систем, единствено што прават го уриваат уставниот поредок и правната држава. Социјалдемократскиот сојуз е подготвен и отворен да помогне во спроведување на реформите кои што се зацртани со реформската агенда, кои што владата на ДПМН ги подпиша во Брисел, за кои што ни се доделени околу 750 милиони евра од планот за раст и во рамки на која што реформска агенда само до крајот на оваа година има околу 9 закони кои што се однесуваат на судскиот совет, на јавно-обвинителскиот совет, на платите во судството, на именувањето во судството и така натаму. Значи прашања кои што треба да следат одредена траса која што е дефинирана во рамки на тоа што оценската мисија го кажува, на тоа што последниот извештај на Европската комисија го кажува, на тоа што во крајна линија нашата национална нова стратегија за реформа на правосудниот сектор го предвидува. И ова не е ништо друго освен амбиција, притисок врз членовите на судскиот совет и целото судство со идеја таму да се инсталираат партиски послушници. Сакам уште една работа да кажам, дека ова е еден политички преседан со кој што отвараме Пандорина кутија. Тоа се да кажам, зошто мислите дека е политички преседан? Сепак има легитимитет и собранието да дебатира за членови за кои што се избрани и за кои што по дефолт не значи дека се извадени од судскиот совет, но едноставно како систем на проверка на легитимитетот. Овие интерпелации самите кажуваат немаат правно обврзувачко дејство. Значи, овие членови на судскиот совет после изгласаните интерпелации апсолутно не се правно обврзани да го напуштат судскиот совет. Треба сами да си поднесат оставка. Таков тип намешање на законодавната, а со изјавата денеска на заменик министерот за правда, мешање на извршната власт директно во работата на судскиот совет, а не покажува ништо друго освен притисок врз судиите и инсталирање на партиски послушници кои што, немојте да се лажеме, не ни е така далеку паметењето кога имавме ние суди и судски систем во кој што се нарачува и пресуди, се нарачува и процеси. И сакам уште ова да го кажам. Мислам дека и Социјалдемократскиот сојуз и целата, како што реков, демократска јавност, граѓаните, со оглед на недовербата која што имаме во судството, очекуваат и заслужуваат еднаш за секогаш да се договориме дека овој систем ќе го реформираме на начин кој што ќе ја гарантира неговата независност, неговата автономија и неговиот интегритет. И бидејќи сега владеачкото мнозинство има 2/3 скоро во собранието, Социјалдемократскиот сојуз и што велиме е подготвен да ги стави на располагање сета своја експертиза, знаење, анализи и својата политичка поддршка во парламентот, да седнеме и да се договориме да ги направиме реформите во овој сектор така како што треба. Постои ли начин како судството да се очисти од инсталациите на СДСМ, на ДУИ, на ВМРО, ДПМН или на некои политички партии? Апсолутно постои начин, постојат попаметни држави кои што ги поминувале
тие процеси, тие детски болести, да кажам, кои што ние за жал ги врвиме повеќе од 30 години и кои што дефинирале системи и принципи кои што нас и ни се нацртани. Нас Европската Унија, Европската комисија ни кажува како треба да го реформираме правосудниот систем за да тој биде согласно стандардите на Европската Унија. Тоа е една работа. На судски совет е по реформа предложена од Европска Унија. Не е точно. По реформата од Европската Унија е предвидено нов закон за судски совет. Новиот закон за судски совет согласно реформската агенда е со план во јуни 2025 да биде подготвен. Ние не гледаме никаква идеја, никаква иницијатива од страна на Министерството за правда да се поднесат овие законски решенија во собранието за да може до јуни тој закон нов во конкретниот случај за судски совет да биде изгласан. Зошто владата не почна да работи на нов закон за судски совет? Има тамо децидни препораки како треба, каде треба да го промениме законот и потоа по новиот закон да седнеме и да го реформираме и судскиот совет и начинот на именување на судиите. Не е идејата тоа. Идејата е апсолутно узурпација на правосудниот систем по клучот и принципот на владењето на ДПМН. Така што многу ми е жал што морам да кажам дека ова што вчера се случи. Реформите веројатно следна влада на СДСМ ќе прави чистење од инсталациите на ВМРО. Јас се надевам дека има зрелост во нашиот законодавен дом и во избраните пратеници од страна на граѓаните дека кога за некоја област како што е правосудството граѓаните имаат само 2% доверба, дека чувствуваат минимум одговорност, имаат минимум совест, дека со тоа прашање треба да се зафатат, односно да се зафатиме сите час поскоро и да го направиме онака како што треба. Овие се едни од прашањата за кои што треба да се обезбеди широк политички консензус, да се мобилизира сето знаење и сета експертиза што постои без разлика на која политичка опција припаѓа и во граѓанскиот сектор и така натаму и дајте еднаш за секогаш да ги дефинираме работите така како што треба да бидат. Меѓутоа има сериозни проблеми, како например денешниот случај во кој што вчерашниот случај во кој што они случајот со нафтата и со тендерите, еден од осомничените ќе се брани од куќен притвор, на пример, затоа што веројатно е син на пратеник. Така е. Затоа е довербата на граѓаните во судството 2%. Јас сакам да ги прашам ДПМН да објаснат зошто се случи вчера или денес да биде преиначено или ако не било преиначено зошто на собственикот на Пуцко Петрол, за разлика од на сите други првоосомничени, во оваа постапка му е одреден куќен притвор. Токму тоа го вели премиерот дека се борат за реформа во системот заради тоа што одлуката веројатно, како што може да се дефинира, можеби е резултат на инсталациите на СДСМ и на ДУИ во судскиот систем. Извели дека оваа одлука покажува дека потребна е сериозна реформа во системот. Истото го велиме и ние, дека сериозна реформа му е потребен на овој систем. Она што јас само кажувам дека она што се случуваше во собранието вчера апсолутно не е сериозна реформа. Тоа е само замена на некои петмина од судскиот совет со некои нови 5 кои што веројатно ќе бидат по теркот и по калапот на ДПМН. Добро, ако велите дека се доцни околу реформите, односно законските регулативи за делот на судството, сепак во најава се едни други законски регулативи, тоа веројатно се брза пред локалните избори, тоа се измените на законот за локална самоуправа во која што ќе има начин на повикување на градоначалници и така натаму. Кои се позициите на СДСМ во поглед на тоа? Локалната самоуправа, односно законот за локална самоуправа со кој што сега деновиве ВМРО ДПМН мафта дека прави некаква реформа деновиве месециве назад, а не нудат ништо друго освен козметички измени, е готов и зрел после 20 години. Последниот закон за локална самоуправа е донесен во 2005 година за сериозна реформа по истиот принцип како што говорев за правосудството. Законот за локална самоуправа е исто така закон кој што се системски, кој што се носи со 2/3 ниво собранието, се носи со бадентер, значи е потребно да се отвори законот за локална самоуправа на еден сериозен
начин и да видиме кои се оние работи кои што тој законот пред 20 години, иако за тоа време беше добар, во меѓувреме покажа дека има големи недостатоци. Видете, ние во локалната самоуправа имаме сериозен проблем со фискалната децентрализација. Не успеавме да ја направиме локалната самоуправа како едно најприродно место кое што најблиску до граѓаните, да ги носи одлуките и да ги дава сервисите визави граѓаните на еден достоинствен и ефикасен начин. Имаме локална самоуправа која што апсолутно нема доволно финансиски, човечки ресурси да ги остварува надлежностите кои што ги има. Имаме потреба од ревидирање, односно дополнување, надградување на надлежностите кои што ги има локалната самоуправа. Можеби е потребно да размислуваме за два типа на општини, затоа што и кај нас сега сите општини имаат исти надлежности. Што подразбирате под два типа на општини? Па не знам, велам, треба да се размисли. Не е работата ќе го менуваме законот за локална самоуправа, како што тргнало сега ДПМН, само заради тоа што сакаме да и се осветиме by the way на Данела Арсовска, која што е нивната градоначалничка. Тоа е јасно дека не може да се освети затоа што законот не е изгласан. Помина мандатот на Данела. Не, ама тогаш зошто сега се брза или веројатно во иднина да не се случуваат такви ситуации. Ама не може процесот за реформа на локалната самоуправа во очи на локални избори, кога треба сите да внимаваме на тоа какви програмски решенија ќе нудиме согласно тоа што ќе бидат новите одредби во законот за локална самоуправа, ДПМН да го монополизира. Кога кажав дека е системски закон, кога велам што треба да се размисли. Имате ли идеја што треба да се менува? Ние имаме многу идеи што треба да се менува, ние имаме сериозна анализа на тоа што се да речам слаби страни на па еве се ова што претходно го кажав, треба да се размисли за посериозна фискална децентрализација, за поголеми одвојувања од централниот буџет кон локалната власт. Треба да се најдат нови извори на приходи, самите општини кои што ќе ги имаат сопствени извори на приходи. Па имаме владата додели два пат гранта по 250 милиони. Сега 250 милиони од унгарскиот кредит кои што владата ги најави, ама ни од прилика не гледаме дека во целост ги нели ги реализира кон општините. Она што гледаме дека само 76 милиони досега се отидени кон општините под комплетно проблематични услови, ако се прашуваме ние, затоа што апсолутно не беше обезбедено рамномерен регионален развој, односно помалите општини добиваат толку малку средства, непропорционално визави големите што не знам што ќе направат, а и тие пари што се дојдени до општините, од она што го објавуваме во изминативе 3-4 дена, освен сериозни скандали корупциски со тој унгарски кредит, ние не гледаме ништо друго. И апсолутно стоиме на ставот дека средствата од унгарскиот кредит, иако се неопходни и потребни, и се потребни на локалната самоуправа и на општините, во ваков вкус рок, недоделени во целост и така натаму, служат само и ќе служат единствено за легална корупција предизборна во рамки на веројатно ќе го користите у кампањата како алиби да речеме, или не? Прашањето ми е во насока на тоа дали СДСМ е сериозно подготвена за локалните избори. Социјалдемократскиот сојуз сериозно и интензивно работи на подготовка на сериозна програма, програмска и кадровска понуда за локалните избори. И двете работи ги работиме во блиска соработка и консултативен широк процес со нашето членство и со граѓаните. Ги слушаме граѓаните, нивните приоритети и потреби за секоја од општините, што тие сметаат дека треба да биде поместено во соодветната програма за дадената општина и уште поважно ги слушаме нашите членови и граѓаните за тоа кои треба да бидат кадрите. Со своји кандидати секаде или со поддршка на некои независни? Социјалдемократскиот сојуз во пресрет на локалните избори размислува многу аналитично и многу систематично и за секоја од општините ќе размислуваме сите опции са на маса, ќе размислуваме и ќе градиме коалиции базирани на тоа што се наши заеднички програмски вредности, без разлика дали станува збор за политички или неполитички актери и на вредностен принцип. Што ќе сметате за успех после локалните избори, например? Број на гласови, број на советници или освојување на градоначалници на ниво на сега? Социјалдемократскиот сојуз прави се и работи интензивно и постојано да резултатот на локалните избори ги оправда очекувањата на граѓаните,
кои што се повеќе се незадоволни од ова што се случува со владењето на ДПМН, кој што покажа епохална некадарност за водење на држава, да понуди програма и кандидати кои што ќе ја добијат довербата и кои што ќе обезбедат резултат за Социјалдемократскиот сојуз, кој што ќе биде далеку подобар од оној што го имавме во изминатиот изборен циклус. На парламентарните или на на парламентарните, да речеме, еве сега на последните парламентарни избори. Добро, да појдеме уште на една друга тема, бидејќи времето ни е кратко. Актуелната власт и политичка партија се позиционира, да речеме, на меѓународен план како стратешки определена кон новата американска администрација. Кои се позициите на СДСМ и размислување? Дали македонската надворешна политика во овој момент е некако ставена измеѓу интересите на Европа, Европската унија или на САД? Нашата проценка е дека, за жал, надворешната политика водена од ДПМН покажува една сериозна конфузија, која што рискира да ја стави државата на меѓународен план на маргините на меѓународните текови. Ние гледаме една неконсеквентна политика меѓународна од страна на премиерот Мицковски и на министерот за надворешни работи, иако тврдат дека ние сега сме нели повеќе наслонети на тоа што значи партнерството со Соединетите американски држави и Мицковски упорно се фали дека во Вашингтон, односно за нас продава магла, постигнал не знам какви резултати од средбите тамо, ние и граѓаните не видовме ништо од тоа, освен фотографии. Например, државниот секретар Марко Рубио по враќањето на Мицковски од Вашингтон се сети на Бугарија и го честита националниот празник. И честиташе на Бугарија тоа што во нуклеарната електрана во Козлодуј отпочнува нова инвестиција на 2 нуклеарни реактори со американско-јужнокорејски конзорциум. Зошто, например, на Марко Рубио, на нашиот премиер експерт во енергетика, не му успеа да направи некоја таква иницијатива и да направи некакво такво енергетско поврзување на нашата држава. Уште рано се државен празник, немаме меѓу време. Да не зборувам дека, значи сето тоа што го представуваат апсолутно очигледно нема врска со реалноста. За жал, паралелно на тоа, комплетно ја ризикуваат компрометирањето на нашиот евроинтеграцијски пат. Зошто го зборувам ова? Ова го зборувам затоа што, например, не можеме да сватиме како и тоа е за крајна осуда, како премиерот Мицковски на пресконференцијата заедно со председателот Орбан комплетно одмолча исказот на председателот Орбан дека Република Северна Македонија како утешна награда за евроинтеграцијскиот пат може да добие еден нов регион на оската Скопје-Белград, Будимпешта. Што тоа значи? Дали вие од овие работи што ги кажам, бевме во посета на пријателска Турција, беше премиерот Мицковски. Од заедничката пресконференција со Ердоган, од преводот барем што одеше од турски на македонски, слушнавме дека Ердоган изјави дека заедно со нашиот премиер Мицковски се договориле дека решението за појасот Газа е 2 држави. Дали тоа значи дека Мицковски и тука отстапува оди контра ставовите на Соединетите американски држави за решавање на ова прашање? Значи, работата е многу сериозна. Ова што го кажувам само за тоа да докажеме дека, да потврдиме дека ова што го работат како надворешна политика е комплетна конфузија, загрижувачки е тоа што една мала држава како Македонија, која што мора сериозно да води сметка за двете паралелни траси и стратешкото партнерство со Соединетите американски држави и нашите официјално отворен процес на преговори со Европската Унија и да балансира помеѓу тие два стратешки пата, мислам дека за жал ризикуваме да не водат во изолација, маргинализација, не сакам да речам во амбис. Ви благодарам на ова гостување. Ви благодарам и вам. Мој вечерашен гостин Фани Карамфилова-Пановска, заменик председател на СДСМ. Почна долго најавуваната изградба на граничниот премин Маркова нога. САД ја обновува војната помош за Украина. Како ќе се позиционира Македонија? На граничната линија со Грција, кај Преспа, почна изградбата на долго најавуваниот граничен премин Маркова нога. One of the most pressing challenges of our time is the climate crisis, which knows no borders. Navigating it requires coordinated action across regions.
And cross-border territorial development provides a platform for such collaboration. The EU-UNDP partnership is instrumental in advancing this project, which is not only about infrastructure improvements, but also investing in a sustainable future for all, in which we have to do our share. Овој граничен премин, како што и претходните говорници кажа, е само уште еден чекор кон поврзување на двете преспи од едната и од другата страна на границата и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави и во таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави. Проект кој е од исклучително значење за нашиот регион, за двете страни, проект кој ќе го заживее овај дел од Македонија. Се надеваме на многу позитивни приказни во иднина, развој на туризмот, поголем проток на луѓе, се разбира и локалното население да го види својот бенефит од овој проект. Очекуваме исто е рокот за двете страни, значи крајниот дедлайн на рокот по договорот со Европската унија е до 2027 година. По моите сознанија, тука и градоначалникот, присутен денески градоначалникот од грчката страна се спремаат и тие за да почнат со градба во многу скоро. Таму имаше и еден помал проблем каде што 3 километри патна инфраструктура треба да се изгради и тоа е до пола некаде изградено. Се надеваме дека за скоро ќе биде и од таа страна отпочнат преминат. Бубрежно болните на диализа спас гледаат во трансплантација во пресрет на светскиот ден на бубрегот.Оздруженијето Нефрон побараа во државата годинава да бидат направени повеќе од планираните трансплантации. По повеќе од една деценија на диализа, Киро Христовски пред 3,5 години почнал да живее нормален живот, кога добил бубрек од починат донор. Кој не бил не знае што би рекле. Маката е голема, секој втор ден зависиш од машините, идеш на чистење на крвта. И ова, кога ме повикаа еднаш, не испадна, втор пат, фала му на Господ, испадна, се погоди и еве, се чувствувам многу добро. Може се види и по мене, така да на секој му посакувам за да може да дојде до мојата ситуација, за да се трансплантира од се болните со бубрежни оштетувања. Шанса да си го променат животот, исто како и Киро, чекаат 167 пациенти. Спас од апаратите за диализа гледаат во бубрек од кадавер. Тие се активни, листата постојано се ажурира, во нивното следење се не само нашите лекари инволвирани, туку и лекарите кои што работат во центрите за хемодиализа и покрај диализни пациенти на листата се наоѓаат и пациенти кои што се во преддиализна фаза, односно така наречена преемтивна трансплантација, односно пред да започнат лекување со заместителна терапија. ХЛА кога се направи еднаш, таа се прави и за цел живот е истата ХЛА, така да нема потреба да се прави втора ХЛА, меѓутоа има други работи, тековни состојби. Во пресрет на светскиот ден на бубрегот, Здруженијето Нефрон побараа во државата годинава да се направат повеќе од првично планираните 5 кадаверични трансплантации, а од Фондот за здравство добија поддршка и најава дека наскоро ќе има и нова современа терапија за бубрежно болните. Бројот на кадаверичните трансплантации не се ограничува, нега онолку колку што ќе се обезбедат бубрези од кадавер сите да бидат трансплантирани, затоа што на тој начин прво ќе го растеретиме буџетот на фондот, затоа што диализата е скапа процедура. Само за споредба една трансплантација чини колку и диализата за еден пациент годишно. Ќе направиме максимален напор да ја поддржиме клиниката за колку е потребно толку да се направат трансплантации. Каму се ќе да има можности, фондот ќе излезе финансиски во тоа, бидејќи сме свесни дека тоа е животна промена за пациентите, истовремено е заштеда на средства на друго место.
Во моментот во Македонија зависни од диализа се околу 1700 бубрежно болни, а 500 пациенти со трансплантиран орган се следат на клиниката за нефрологија. Александар Динев, Сител телевизија. По продолжение блок вести од светот. Украински